Добро вечер, јас сум Искра Коровишовска. Јас сум Лјупчо Цветановски. Го гледате отвореното студио во фокус на Алфа. Надворешна политика, правосудство, економија, образование, здравство. Сите овие сфери ги одбележаа неуспесите или неостварени никакви успеси од страна на СДСМ и ДУИ изминатите 7 или 8 години. Специјално издание, како што кажа колешката Искра Коровишовска, посветено на 7-годишното демолирачко владење на СДСМ и ДУИ, ќе се обидеме да дадеме објективен сублимат на сето она што се случуваше, иако реално за тоа 2 дена ќе ни бидат малку, имаме 2 часа од сега до 20:15. Така е, нашите колеги имено изминатите безмалку 1 месец би ги наброила тука Адријана Алексиевска, Ања Лукарова, Матеја Петровски, Кристина Алексиевска, Паула Костадиновска, Никола Цветковски, Викторија Миткова. Преку анализи и факти практично им покажа на граѓаните, на нашата публика, што значеше владењето на СДСМ и ДУИ. И сега во предвечерието на стартот или почетокот на предизборната кампања, време е за еден сублимат од сите овие анализи со двајца гости во првиот час, а потоа колегата Лјупчо Цветановски со неговите двајца гости. Вечерва, Лјупчо, стартува жестокиот дел. Оние 20 на дена кога ќе треба кандидатите буквално да ги разголат предизборните кампањи и граѓаните потоа да го имаат последниот глас. Така и не е на одмет малку да се подсетиме на што беше она и што се случуваше во минатите 7 години, на целиот оној арамилак, да не речам, девастација на државата, се што се случуваше, сите оние понижувања и срам, ќе се обидеме да дадеме и одговор кој беше полош премиер, дали Ковачевски или Саев. Како и да е, Лјупчо, Македонија, тоа се факти, впрочем, остана на дното или близу до дното на сите ранг листи на меѓународните организации. Тоа е нешто кое што не го измисли или не го анализираше Алфа, туку тоа се фактите. Одиме со куса пауза за реклами, а потоа прво сум јас, Искра Коровишовска, а во 7:15 кормилото го презема Лјупчо Цветановски. Така, јас одам со Дарко Јаневски, Солза Грчева, 19:15, пред мене Искра, останете со нас. Добро дојдовте назад. Стартуваме со отворената програма во фокус на Алфа, двочасовна анализа, сублимат на владењето на СДСМ и ДУИ изминатите 7 години. Фактите зборуваат дека Македонија остана близу до дното или на дното на сите буквално ранг листи на релевантните меѓународни организации кои мерат различни сфери од општественото живење во светот. Вечерва стартуваме со економска анализа. Зошто економска? Заради тоа што сите неуспеси во сите сфери од општественото живење најмногу се удираат врз грбот на работникот, врз грбот на обичниот човек, оној кој не е функционер и оној кој нема политичка моќ да направи благодет поголем за себе. Односно, со еден збор или со неколку збора кои се објаснат оние кои зависат од креатурите на политиките. Изминатите 7 години веројатно во најголем дел од нивните јавни настапи досега во медиумите може да се заклучи дека полош третман со работникот или врз работникот или за работникот немало досега. Вечерва први гости во отвореното студио, од мојата десна страна Маријан Ристески, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Слободан Трендафилов, председател на најрепрезентативниот синдикат во Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата и добро вечер. Стартуваме со вас, Трендафилов, но прашањето е за двајцата. Може ли да заклучиме дека овие 7-8 години се најлошите за македонскиот работник или работникот во Македонија? За македонскиот работник и за работникот во Македонија 30 години наназад се најлошите, за жал. Не само овие 7, поради тоа што работникот во Македонија сите лоши и сите добри политики ги чувствува на неговиот грб. Овие години зборувам од 2017 година, ако од кога мислите на тоа. На СДСМ и ДУИ. Имаше добри чекори, имаше достигнувања, си подававме рака, меѓутоа многу и штрajкувавме, многу протестиравме, многу критикувавме. И морам да кажам дека не се движевме со темпото со кое требаше да се движиме и со кое ние работниците очекувавме дека ќе се движи политиката.
Ние работниците секој пат баравме и барањата се темелеа на аргументи и на издржани аргументи, меѓутоа како ние да бевме чекор понапред од политиките, ова говорам од неколку причини. За нас беше клучно платите да растат. Меѓутоа, кога платите вас ви растат со 5, 10, 15%, а функционерските плати на истекот на овие 7 години пораснале со 78%, гледате дека сето тоа што вие сте го направиле како синдикати за работниците, во 7 години тие си го направиле во еден ден со една срамна одлука на Уставниот суд. Значи подавањето рака не беше доволно, делата беа. Меѓутоа морам да кажам дека некои чекори ни покажа дека политичарите, без оглед на тоа дали се од власта или од опозицијата, некој пат заеднички ја направија штетата на работниците. Впрочем, за 78% сите беа сложни. Дека треба да ги задржат и дека треба да ги уживаат како такви, додека работниците за 5, 10 или 15% требаше да се борат и требаше да излегуваме на улица, требаше да се организираме во протести и во штрајкови. Меѓутоа, се разбира дека доколку ги прашувате синдикалците секојаш ќе кажуваат дека не е доволно и дека не чини. И дека сите можеле да направат повеќе. Меѓутоа, сега можеби е малку доцна да се разговара што можело да се направи. Ристевски. Па, како што кажа колегата Слободан, јас би се надоврдал само дека сите знаеме на почетокот на оваа влада со каков ентузијазам се дојде, што се обеќаваше, како беше расположението кај граѓаните, една еуфорично се очекуваше дека конечно како што она што го говореа тие во предизборието, дека и граѓаните сватија. Знаеш, тога беа вклучени и новинари, и интелектуалци, и народ. Не е тоа многу одавна, 7 години сите се подсетуваме што беше таа шарена револуција и какво беше надежта на граѓаните дека конечно ќе се тргне, ќе има правда, ќе има мир, ќе има благосостојба за работниците, конечно Македонија ќе тргне во едни води кај што сите посекуваме европска држава. Меѓутоа, за жал, можам да кажам веќе не од самиот почеток, меѓутоа некаде после втората година се увиде дека сето тоа било народно кажано како лук и вода, она што беше обеќано, она што беа очекување кај граѓаните, полека спласнуваше еуфоријата, сите почнале да живееме во секојдневието. Ние како синдикати бевме вклучени во одредени разговори, преговори, а веќе ова сега што се случува во државата може да се види на мои гостувања на телевизија, сум кажал веќе 3 години наназад дека нешто во државата не е во ред. За разлика од сите синдикати, горцум на конфедерацијата што ја представувам, ние од самиот почеток веќе на првите години почнавме со протести и со штрајкови. Тоа се штрајковите на шумска, судска, затворска полиција, сите се сеќавате, да не кажам железничарите, матичните книги или во последно време образование, исто така и во последно време што е здравството. Цело време укажувавме дека нешто не е во ред во државата, не е како ништо говорат, меѓутоа јас добив печаток и сме разговарали со колегите и со пријатели. Ја уште кога разговаравме во тој социјално-економски совет, таму има 5 представници од Министерство за финансии, за економија. Кога последен пат се случи економско-социјалниот совет? Кога последен пат имавте средба со оглед на тоа дека веќе, иако не е стартот на кампањата, е од вечерва од полнок, изминатиот цел месец дена ние министрите и функционерите ги гледавме како практично се во кампања, никако како на автопилот да беа оставени оние економски мерки, сите оние ветувања за регулирање на цени, така натаму и така натаму. Сите оние работи кои што требаше да се решат сега. Последен социјално-економски совет имавме со новиот министер, техничкиот министер господинот Велковски, а претходно со прошлата влада некаде пред месеци нешто имавме исто еден социјално-економски совет. Меѓутоа се надорзам претходно што сакам да зборам, ние кога се добива печат, верувате таму кога ги слушаме тие министрите да дојде некој од надвор што не ги познава, некој странски граѓанин да присуствува на тој состанок, ќе се добие печат дека овие министри сите не се од иста влада. Буквално се види дека имаат различна политика. Ние се обидувавме во нашите зборувате за предтехничката влада. Значи ние укажувавме дека нешто не е во ред. Дајте да се, меѓутоа се доби печатот дека владата веќе, да нека народно кажано, го има изгубено компасот, не се знаеше што правија, беа уште каде вклучени по таа Европска унија, Европа, ги заборавија граѓаните, ги заборавија работниците, се носеа некои паушални одлуки. Они кажуваат за овој период 7 години било криза, факт е, имаше ковид, значи здравствена криза, економска криза, енергетска криза, меѓутоа јас стално кажувам, таа криза беше за сите соседни држави секаде во Европа. Ние
За жал, оваа влада не се снајде во ниедна криза. Дури ја искористи за одреден бенефит, да кажам, предпоследните избори што беа ковид ситуацијата, ја искористија и ми се чини дека поради ковид ситуацијата оваа влада претходно ја доби поддршката на граѓаните, бидејќи тогаш беше народот уплашен, гледаше како само да преживее, немаше никаква солидарност, ништо, меѓутоа они у почетокот како ете се снајдоа карантини, не знам во Дебар, не знам ова, и се доби впечат дека владата стварно сака нешто да направи за граѓаните и ја искористи таа ситуација и ги доби тие избори како што ги доби. Меѓутоа после тоа видовме дека ниво ковид се снајдоа, ниво економска криза, социјална, работникот беше оставен сам на себе. Оние работници, можам да зборам, значи со фактова. Таму кај што бевме побучни, погласни работниците, ќе попуштеа. Тие што се малце помирни во некои структури министерства, владата не попушташе. Тука се доби печат дека немаат, ако ни кажуваат ние сакаме системски, методолошки да го решиме, се види дека се решава стихино проблемот. Онама кај што имаат притисок, се замолчуваат на гласните. Така е. Да, имаме и посебен дел, неколку минути од делов на емисијата што следи посветен токму на радикализмот, односно дали е доволен или не во однос на протестите и штрајкот и колку тоа беше разбрано и слушнато. На сите критики за кои до сега сте зборувале во јавноста, често пати функционерите, особено на СДСМ, Еве Трендафилов од вас, ќе речат, ама ние сме социјалдемократи, ние функционираме, ние се грижиме за социјалдемократијата. Вие не ја видовте како работници социјалдемократијата на оваа власт, пред се на СДСМ, или тие не ја покажа на дело оно колку што треба, вистински? Во принцип, движењата беа чекор напред, два чекори назад. Зошто? Кога ќе успеевме да се договориме нешто што е добро и што треба заеднички да го направиме и што треба да биде и за работниците, меѓутоа и за граѓаните, за кратко време ќе се појавеше некаков проблем кој значеше неколку чекори наназад, за кој повторно ќе требаше однова да правиме некакви достигнувања. Меѓутоа пак минималната плата, ако ја земете за пример, за движењето за социјалниот диалог и за се, минималната плата од 2017 година до денеска за некаде околу 10.000 денари е порасната. Или пак само во последните 2 години е порасната за 7.300 денари. И тоа од гледна точка на владата е добро. Меѓутоа, тоа што е проблем е што таа не е доволна. Да, растот е голем, да, си подадовме рака, меѓутоа во процесот кога разговаравме и кога преговаравме, потребно беше да организираме неколку протести за да покажеме дека 15.200 е навистина малку и дека минималната плата треба да биде 18.000 денари или 60% од просечната плата. И преговорите одеа напоредно и со израз на незадоволство од страна на работниците. Да, здраво е да имате и преговори и социјален диалог, меѓутоа и работниците да имаат можност да го изразуваат своето незадоволство и на друг начин. Во една од последните ваши настапи на Алфа ќе речете, простичната плата стигна до 40.000 денари, но кој ги зема? Меѓутоа, тоа ми беше следната мисла. Меѓутоа, минималната плата, страшното е што ја добиваат 80.000 граѓани во Македонија. Страшно е тоа што и пред 2017 година не се усогласуваа платите со минималната плата. И тоа беше проблемот да се доведеме во ситуација да добиеме некаква урамниловка како работници, која значеше нееднаква вредност на трудот, на образованието, на вложувањето на работникот на различни работни места. И револтот се јави токму тука. Меѓутоа, пак ќе кажам, социјалниот диалог напоредно кога тече и кога преговарате и кога сваќате дека сте дојдени во некаков ќорсокак, ние знаевме да ги искористиме механизмите. За прв пат во Македонија од незиното постоење од 92 година, 91 година, имавме повеќе од 15 месеци генерален штрайк во јавниот сектор, за да го подпишеме општиот колективен договор во јавниот сектор и да добиеме регрес за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор, јубилејни награди и низа други придобивки кои успеавме да ги договориме. Меѓутоа, во 2020 година, уште во август го ставивме предлогот за преговарање. Добре. 2 години воопшто не се преговараше. И кога почнавме ние да дигаме глас и кога почнавме ние да кажуваме дека потребно е да се седне да се разговара, тогаш почнуваа да не разбираат дека ние имаме проблем како работници и дека потребно е нешто да се направи. Погрешно беше тоа да ги чекате синдикатите секој пат
да ви кажат што треба вие да направите Или и да потоа штрajкуваат за или да да разберете. штрajкуваат или да протестираат за да ги разберете потребите на работниците. Зборуваме за работниците. Например, во 2017 година од економска гледна точка синдикалната минимална кошничка во август некаде беше 32.000 денари. Денеска синдикалната минимална кошничка е 58.000 денари. Растот на платите на работниците не го следа трендот на синдикалната минимална кошничка. Дури бевме и критикувани. Ние изминатата година бевме критикувани од одредени министри во владата дека пресметката не ни била точна, дека математиката на синдикатите е погрешна, дека работниците можеле да преживеат и со далеку помалку пари. И затоа во една од вашите гостувања во вашата емисија кажав дека не е добро како политичари да се фалите само со просечната плата. Просечната плата билдаат и функционерските плати. Во јавниот сектор ви имате 80% под просечната плата да примаат плата за работните задачи кои ги извршуваат. А го дигаат просекот, се разбира, и тие 78% на функционерите и објаснувањето му е како да имате пред вас едно парче месо со коска и ние работниците цело време како да глодаме коската, а некој да го јаде месото. И потоа да не убедуваат дека сите заедно јадеме месо. Меѓутоа, во тој поглед, денеска да ви се потребни 20.000 денари само за лепи вода, ние велиме народски, меѓутоа за храни и за пијалоци, за најосновните потреби на едно 4-члено семејно домаќинство, а минималната плата да ви е 1.000 денари повеќе или 22.000 денари, кога во регионот е 450 евра па нагоре. Значи, тоа што сме го постигнале, потребно е да се модификува и не можете да се изземате од одговорноста и токму поради тоа ние велиме. Без оглед на тоа кој ќе седне во премиерската фотелја после 8 мај, ако воопшто седне некој. И без оглед на тоа кој ќе биде министар за труд, за финанси и така натака. Дека треба веднаш да размислуваат да зголемат минималната плата на најмалку 450 евра. Зошто? Не за тоа што ние сакаме така или пак ние сега бараме заради тоа што е предизборен процес, туку заради тоа што само на 400 км, на 300 км, на 200 км од Македонија, работниците кои ќе заминат од Македонија ќе работат за најмалку 450 евра. А зошто били така воопшто некој седна песимист дека ќе Не, имајќи ги во предвид политичките игри кои се случуваа во минатиот период, ако го земете само Министерството за здравство, например, каде што работниците нема да добијат усогласување на платите со минималната плата и покрај тоа што владата го прифати анексот на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, причината ако видите која беше заради тоа што се сменија неколку министри за неколку месеци. Не, зошто сте песимист дека никој ако воопшто никој седне, велите дека воопшто никој седне. Изминатиот период сте покажале, ако вие во изминатиот период сте покажале дека менувате министри на кратки стази, на краток рок, а тоа ви е уназадува не само економијата, туку и работничките права и платите на работниците. 8 мај е многу близко и ќе видиме. Зошто велам така? Велам така затоа што ние работниците, 770.000, ги бираме. Ако не видиме реално испорачени резултати и ако не видиме реални очекувања кои ние ги бараме од функционерите, јас го кажав тоа неколку пати изминативе неколку денови дека не ги гласаат функционерите, оние директорите и слично пратениците и министрите. Власт, да, не ги гласаат 7.000 газди и работодавачи, туку ги гласаме токму ние. Не е добро револтот на работниците да биде изразен на таков начин. Секој граѓанин одлучува самостојно за кого ќе гласа. Ние како синдикати сме аполитични организации и покрај тоа што некој сака да не втурне во виорот на политиките, меѓутоа сметам дека од 2017 година кога се промени па и во ССМ раководството, дека не дозволуваме никој да не злоупотребува политички цели. Актуелното раководство или на извршната власт, имавте искуство со него, со оние кои според рейтинзите се очекува да бидат победниците кои ќе формираат влада, не сте имале искуство за тоа што ветуваат, а што би исполниле од велите резултатите ги видовме или од досегашните изнесени програмски поенти од двете страни, што ви се чини најреално за остварување? За жал, лично зборувам, не ми се чини ништо реално. Зошто? Заради тоа што не дојдоа да го слушнат гласот на работниците.
заради тоа што седеа со директорите во стопанските комори неколку пати, а работниците не ги ни прашаа што сметаат дека треба да има во нивните програми. Програмите веќе се завршени, ние што и да кажеме ќе биде залудно. Ветувањата во таа насока дека ќе се зголемува минималната плата, ќе се зголемува просечната плата, или пак на другата политичка партија не слушнавме ни по од плата, значи треба да размислат добро на каков начин ќе ги придобијат работниците. Работниците не бараат многу. Бараат плата за да можат достоинствено да го преживеат, да го протуркаат тековниот месец. Не да добиваат плата и додат да се позајмуваат за да го закрпат крајот на месецот. И затоа велам дека добро беше да не слушнат, да не разберат и да ги видат нашите очекувања од нив. Сега кога политичките програми ги слушаме само од устите на политичарите, а ги немаме погледнато како представници на работниците, не можеме да прокоментираме многу. Меѓутоа дека минималната плата и просечната плата треба да растат далеку побрзо и далеку повеќе од тоа што го ветуваат политичарите, со сигурност. Тоа можеби би требало да биде некој таргет за 2 години, не за 4 години или 5 години. Минималната плата, ако не ја зголемат на 450 евра, нека бидат сигурни дека во јули половина Македонија ќе замине на работа во Црна Гора, во Хрватска и во Словенија. Значи, не можете да очекувате со само ветувања да достигнете нешто кај работниците, особено оние кои ние ги представуваме, и не можете да очекувате дека ако им дадете 5-10% зголемување на нивните плати, дека тие ќе бидат задоволни. Ова ми е порака до сите. Јас и до СДСМ и до ДУИ им кажувам како представници, да, ја и на СДСМ и на ДУИ им кажувам како представници на моменталната влада, дека работите кои не чинат не се добри, и јас тоа не го кријам, го кажувам на сите пресконференции јасно и гласно. И на таков начин се обидувам да укажам дека треба да направат правилни чекори во правилна насока во контекст на работниците. Да, имаат со што да се пофалат, меѓутоа да, имаме со што да ги критикуваме, и тоа е нешто што не чини. За разлика од колегата, јас веќе подлог период сум во синдикатот, на таа раководна функција што имам. И ќе бидам поконкретен, како што беше пред 7 години, кога се сеќаше духот дека ќе дојде промена, народот веќе не може да издржи таа тортура, тоа што се случуваше во општеството, така и сега веќе се осеќа дека ќе промената следи, прашање на време, да не се правиме со сите дека не следиме што се случува. И тоа мене плаши едно друго. Пошто искуството на нас за тебе неколку влади, јас сум синдикати кои што се менуваат влади и министерства, се плашам само да не настапи оваа влада, што не верувам дека како аргумент да биде тоа дека еве ние дојдовме, сите слушаа Македонија колку е задолжена, колку е заглавена финансиски, дека не може се тоа се пружи. Иначе тоа што одредени политички партии не консултираат или не знаеме кои се нивните програми, ние како синдикат следиме, меѓутоа мене ништо не ми значи, еве претходно имавме кампањи дека вака ќе биде за работникот, ова ќе се случи, вакви закони ќе донесеме. Ова што кажува колегата дека се потпиша колективен договор, точно се потпиша, да не кажем на крај на мандатот. Тоа требаше да се потпише првата година, да имат работниците К15, да имат јубилејни награди, да имат све, а не да се потпиши. Да, ветувањата беа тоа, не да се потпиши на крај на мандатот. И за прв пат зема после неколку години, за разлика од нив, ние кај што имаме поагресивни синдикати, К15 земавме наназад неколку години. Значи, мене што ми е поентата да кажам. Очигледна е промената на власта. Тоа си е нивно кој како ќе дојде, што какви министерства ќе се постават министри. Ние треба да се погледнеме како синдикати меѓу себе дали сме спремни, бидејќи очигледно ќе мораме периодот што доаѓа да настапиме малце по-цврсто, по-храбро. Во овој период наназад имаше синдикати кои што настапува похрабро и како што кажа претходно резултатите беа видливи, меѓутоа не смееме ние да чекаме сега да се дава на владата 100 дена, година. Ние мора како синдикат, мислам и владата ќе има само бенефит ако има јаки и прогресивни синдикати. Ја тврдам, колегата како што кажав е помлад, во Македонија овие 30 години назад да имаше јак синдикат, немаше да дојде до вакви грабежи, вакви приватизации, вакво омалажување на граѓаните. Еден период не имаше социјално-економски совет. Јас може тој функционирал. Кога јас немав појма дека функционира, значи треба ние да се избориме, граѓаните треба да го креат малце повеќе гласот и невладините организации, и ви како новинари, уште од самиот старт на новата влада треба да ја дишиме во врат. Тоа само ќе има корист, верувајте. Ние точно ги знаеме кај се проблемите, како ние само сме должни да ги детектираме проблемите, а владата да ги решава. Оваа влада наназад бадила, ние кажувавме, овдека е проблемот, овој вака министер, овој директор, ова вака работа, никој ништо не зема во предвид. И затоа се случи ова што им се случи крак, тотален крак. Замислете кај беа пред 7 години и каде се сега. Никој не веруваше дека вакво нешто се случи. Меѓутоа, сами се виновни.
Да, Кога ги повелете. споменавте и медиумите, практично ќе се сложат веројатно и другите колеги дека колку и да алармиравме, колку и да ве поддржувавме како синдикални акции и ваши настапи во јавноста, неказнивоста остануваше, тоа се беше како незабележано од оние кои требаа да се коригираат или да преземат нешто. Еве гледаме и судски одлуки кои се спротивни или контра вашите делувања и вашето постоење. Например, една од предпоследните најактуелни заради кои ССМ има и протест е зградата одземана со одлука на Врховниот суд. Тоа е едната страна, другата е денешната одлука на Уставниот суд, имено да не поведе постапка за законот за Бехтел и Енка, односно за работни односи кој е дел од законите за Бехтел и Енка, бидејќи судот не најде неуставност во одредбите кои уредуваат меѓу другото и прековремена работа за проекти од стратешко национално значење. Па видите, како што кажа, че ова го говори само тоа дека они бадила некако работници алармираме, они си го тераат по свое. И нивната тврдоглавост, да кажам, не верувам дека не знае нивната тврдоглавост, нивната самобендисаност ги доведе до ова дереже кај што се доведени. Значи треба се запрашаат тие сами, што им се случи, зошто им се случи. Ние ако има малце повеќе слух, вас да ве слушаат, нас како синдикати, невладини, народот да го слуша, крикот немаше да се случи. Затоа апел до новата влада, која ќе дојде, значи од самиот почеток. До самиот почеток мора да тргне да ги решава проблемите на граѓаните. Ако кажи дека еве сега ние во ова, па наследивме ваква ситуација, ваков е буџетот, ја тврдам дека оваа држава има пари. Има оваа држава пари. Само треба правилните луѓе да се постават на прави места. Ова неодговорност кога ние одиме како синдикат, дали во некој министерство, да не зборам кај одредени директори. Легуваш ти со некој проблем, сакаш да го решиш, одеднаш кога гледаш, буквално те гледа бледо, не знае што, само чека да заврши станокот, ти вика станува довдека, тоа си е мој што ќе правам. Оваа влада новата која ќе дојде мора да свати сериозно. Не да викаат сега еве ги овие. Зашто еве јавно кажувам, јас како председател на конфедерација ќе бидете сведоци, први ќе изреагираме таму каде што ќе видиме дека нешто не штима, не е во ред. Ќе алармираме до министерот, до премиерот, дека сватат, да не прават иста грешка. Мора да учат сите да учат и ние да учиме од грешка. Македонија нема време за нови грешки. Не може веќе нови излети зашто се празни Македонија. Жално е ова, верувајте. Верувам дека свеста постои, ќе видиме што ќе покажат. Се надевам, значи тврдам не да вадат дека Македонија нема пари. Македонија има пари, тврдиме. Само треба домајчини луѓе да седат на прави места, да не се носат луѓе што да не ги погледате, јас колку години ще работам во железница, кога се запослив имаме возови за Минхен, Штутгарт, сега немаме воз до Куманово, не до Белград. Значи, поштата каква е, одма до железница е поштата хаос, да не ги спомнам сите предпријатија. Ги направија страшила. Тоа не смее да се дозволи. Беа дезориентирани, уопшто не беа, како да кажам, вложени целосно во таа функција што имаат. Некој ако те ставил тебе на функција, не значи дека ти си семојќен. Они мислат дека се семојќни. Гледате што се случува. Не се почитуваат одлуки судски. Се носат одлуки било како. Одредени проблеми че не свикаат нас како социјално-економски совет, ќе дискутираме. Имаше прашања кај што носеа укинување на колективни договори, работа во недела, ова што без социјално-економски совет. Знаменцото го стават, а кај им е законот за работни односи? 6 години преговараме, законот уште не е донесен. Секоја година го става, оваа година до септември, оваа година до октомври, поминаа 7 години, законот за работни односи не е донесен. Колективниот договор го донесува лани. Не може така. Трендафилов, зошто остана еве толку немоќни пред власта и Уставниот суд, Врховниот суд? Мислам, сите овие одлуки, предпоставувам, имаат политички притисок и влијание, поради кои се вакви какви што се. Ево, конкретно за Бехтел и Енка, претходно во врска со вашата зграда. Видете, јас сум убеден дека политичкиот и олигархискиот притисок, особено последната година, е на највисоко ниво и на штета само на работниците, на никој друг. Судовите во Македонија почнаа да судат само за богаташите и за газдите, додека за работниците и за сиромашните не. Срамната пресуда на Врховниот суд за конфискација на работничкиот дом, можеби заради тоа што бевме гласни, заради тоа што штрајкувавме, заради тоа што излегувавме на протести, заради тоа што многу баравме, ама на работниците многу им треба. Беше еден чин да
направат штета на Сојузот на синдикатите на Македонија и на таков начин да му стапнат на вратот на работникот. За прв пат се случува тоа во историјата на Македонија. Сака лекција да ви одржат некаква и каква? Зашто? Веројатно сметале, веројатно се залажувале дека на таков начин ќе не замолкнат, меѓутоа ние покажавме дека од нова година навака и уште погласни ќе бидеме и уште повеќе ќе се бориме. Еве само овој месец работниците имаат можност да ни се придружат. Ние веќе излеговме на еден протест пред еден ден и тоа беше да ги охрабриме врховните суди најбрзо што може до 1 мај да донесат нова пресуда со која правото и правдата ќе вратат на пиедесталот и ќе вратат довербата во судството и работничкиот дом ќе го вратат на работниците на оние кои го граделе од сопствен джеп, од сопствената плата, од синдикалната чланарина уште во 58 година. Меѓутоа, тоа што ме загрижува е како да немаат компас и како последнава година некако да се испуштени конците од рака. Зошто го велам тоа? На неколку денови пред изборите, Уставниот суд, кој пред само една година донесе пресуда со која или одлука со која прогласи за неуставна 60-часовна работна недела, денеска стави печат на модерното робство во Македонија и овозможи 72-часовна работна недела како никаде во светот. Што ќе преземе? Ова го имаше во Катар, кога ги градаа стадионите за светското првенство и гинеа работниците. Меѓутоа, веројатно, Македонија е многу поблиску до Европската унија или е во срцето на Европската унија. Срамно беше тоа што го злоупотребува европското знамеце, како што каже Маријан. За набрза лента, за без консултации со синдикатите, додека ние преговаравме за нов закон за работни односи, 2 пати да се менува закон за работни односи на штета на работниците, и вие да го правите тоа од една страна да глумите социјален диалог, од друга страна тоа да го правите со изговор дека група на пратеници го поднела законското решение, па немаат врска на економско-социјален совет да го дискутираме и слично. И денешните уставни суди да сметаат дека работникот сам си одлучувал да работи по 72 часа и дека тоа е уставно, и да сметаат дека кој ќе си умре сам си е крив, поради тоа што не можеме да го прашаме зошто умрел, или да и кој го терал, или се повредил, е срамно за ова што се нарекува демократија во Македонија во еве оваа година, 2024 година, зборуваме за 2024 година, а не зборуваме за 1800 и некоја година кога ги поробуваа народите и кога праќаа робови да им извршуваат работата. Ние денеска во Македонија имаме ситуација за да му удоволи власта на еден странски конзорциум, на странци, замислете, не на домашни компании, не на домашни работодавачи, на луѓе кои се доедени тука да им испијат крвта на работниците, да им дозволат да работат колку сакаат, како сакаат, формализираат дури исплатата да биде веројатно во плико, веројатно во некоја странска држава, се со изговор дека луѓето сами ќе сакале да работат 72 часовна работна недела. Ние денеска, сега е 19 часот без малку, без некоја минута, да седнеме само на столчињава и да станеме утре во 7 сабајле. И тоа да го правиме 6 дена во неделата, половина од нас ќе завршат во некоја клиника или во некоја болница. Зборуваме само да седиме, не зборуваме за тешка физичка работа. Злоупотребата на европското знаменце како да стана одлика на парламентот и на оние кои ги предлагаа законите, а најчесто тоа беа од скоро секогаш, со други зборови беа од позиција на моќ и од власт. И да ги злоупотребувате европските принципи и европските вредности. Да носите законски решенија кои имаат најмалку европски принципи и европски вредности на штета на работниците е поразително. Требаше да се запрашаат кога првиот пат и Маријан, и јас, и Благоја, и сите останати синдикалци им кажуваа луѓе, чукнете ја главата, ова не е добро што го правите, поради тоа што ќе трпи штети државата. Меѓутоа, функционерите во принцип веројатно сметаат дека ќе бидат вечни и дека нема да може никој ништо да им направи, дека нема да може никој никаква штета да им направи. Меѓутоа, ако вие го правите тоа на работниците, ги имате судовите веројатно од джебовите, за да ви носат пресуди какви вас ви одговараат. Еве, конкретно оваа пресуда е навистина нешто што ние не го очекувавме. Целокупната експертска јавност беше против. Ние ова го анализираме и додека решение. работите се фактички вакви какви што се, според документите до кои дојде Алфа,
Председателот на организацијата на СДСМ во Тетово, Видоевски, кој е и директор на локалниот СИС за домување, својот внук од сестра го напишал дека е лице во социјален ризик, за да може предпријатието каде тој директорува да му додели државен стан под кирија. Значи државата му плаќа кирија на практично внукот од сестра на директорот на локалниот СИС во Тетово. Колку работници чекаат, еве, Трендафилов, вие сте на врвот на ССМ, односно го водите Сојузот на синдикати на Македонија, колку работници чекаат реално заради потребите ваква мерка, вака да бидат згрижени од државата да добијат ваков тип на помош, а еве гледаме како еден функционер на СДСМ на локално ниво тоа го решил. Колкава е бројката на луѓе кои се реални социјални случаи или се во социјален ризик, а им треба ваква помош? Сигурно се многу. Вие само во Македонија можеби, на Балканот не сум сигурен, во Европа нема, работите, а сте сиромашни. За вашата плата, која ја заработувате на крајот на месецот, и сте сиромашни и ама еве локалци функционери кои се осмелуваат ова да го прават, да не зборуваме тогаш за тие што се избрани и именувани лица токму од вас. Токму со вашето заокружување на гласачкото ливче на бројот на кои тие биле на листата, да работат во ваш интерес, а не во собствен личен интерес. Се разбира дека секој пат има луѓе кои личниот интерес го гледаат пред колективниот интерес и ние сме креаторите на револтот кај работниците во таквите случувања. Недозволиво е, морам да нагласам, без оглед на тоа дали е тој СДСМ, дали е тој ДУИ, дали е тој некоја друга политичка партија, да ги прегазува едноставно оние на кои најмногу има потребно, а да си овозможува за себе некаков бенефит без оглед на тоа дали е финансиски бенефит. Вие имате бројка како КСОМ, да речеме за вакви случаи на кои навистина се во социјален ризик категорија или на работ да бидат, имаат ваква потреба? Па видите, ние кога имаме состанок на ниво на председателство и малце пошироко собрание, слушаме од колегите што, пошто например јас знам во Женица на кого му е потребно, другите колеги знаат било кај што работат, тоа е го огромна бројка на граѓани и веќе, ако земеме сега, еве, на нас да се вратим веќе за стамбеното прашање се говори, се качила платата толку, минималната просечната. Ајде да направиме се една, сите фаќаат со бурек, колку може да се купи бурек, ајде ќе се преживе. Меѓутоа, ајде да направиме со пред 7 години, колку беше квадрат стан, со таа плата што сме ја земале, со тие услови за кредит, колкава квадратура сме може да се задолжиме, колка во денешно време кај што отиде станот, да кажеме, еден квадрат стан, колку се кошта во Скопје, не само во Скопје, и во ни цела Македонија. Отиде преку 100%. Ако може да се најде стан за 700-800 евра во Скопје, сега веќе прашање дали може испод 2000 евра да се најде. А за тоа никој не говори. Тоа веќе стана голем проблем. Имаше дури една анализа која изминативе денови ја погледнав во медиумите, каде што само минатата година, ако не се лажам, цената на стамбениот простор во Македонија пораснала на 35%, додека во една Хрватска, која е дел од Европската унија, била само 5% изголемена цената на становите. Замислете што можат тие со 800 и нешто евра минимална плата, а ние што можеме со 370 евра минимална плата. Значи логикава, ниту економска, ниту тоа зборам, затоа навистина чудна. Дотичниот господин гледа тоа е проблем и гледа секој да помогне на своите луѓе, што не е во ред, што не е што прават обичните граѓани. Работниците додека више се селат, се увезуваат стално, кога имаме социјално-економски совет, вие или ќе работите, ние не сме го поставиле прашањето да се увезат работници. И еве сега ќе почне да се увезуваат работници. И што ќе стане Македонија? Ја на шала неколку пати викав, дај викнете еден министер барем од Данска, нека дојде министер без ресор. И нека ве гледа како влада што работите. Да види министер за финансија толкав буџет, што прави, зошто троши вакви пари, за ова што се троши. Зошто не викнат еднаш ка некој министер од некоја влада, еве од Европската унија, било која, кога имаат состанок како влада, да присуства и да ги слуша што разговараат. Да му го дадат претходно дневниот ред, нормално да го види буџетот и да види овие луѓе што работат. Тука е проблемот. Проблемот не е кај работниците. Продуктивноста. Која продуктивност? Барало се качи, морало продуктивноста, па се качала платата. Па ајде да ги прашаме овие министри, има сите ресори ги смена неколку години назад, која е нивната продуктивност? Што тие направија? Освен што потрошија тешки милиарди. Работникот работи кај нас. Дали овдека, дали во странство е работник. Нека отидат овие министри во некоја држава, дали ќе ги прими некој за министер. А работниците секој ќе ги прими. Од општ работник до специјалист, до доктор и новинари најверојатно. Ајде да видиме овие што се министри, нека отидат. Или овие некои големи гази што се прават, стопански комори ги слушаме, 100 години истите луѓе. И тие ја опропастија Македонија.
Че го напуштеле, пазите, претат, ако или вака дајте ни све, дајте ни на работниците ништо, или ние ќе го префрлиме капитал во друга држава. Каде бе, пријателе, капитал ќе го префрлиш? Како ти си го направил тој капитал? Ајде да видиме први како се го направил капиталот, па после префрли го. Да. Доста веќе. Многу мирен народ сме ние, разбирате, работниците поготово. И општо како граѓани. Чути, не треба да чутиме. Зошто се позвучни заканите на овие мокиници, бизнисмени, олигарси, како и да ќе се служиме да ги наричаме во споредба со бројните и сериозни масовни штрајкови на работникот? Па, сега, нема да ме ставите погрешно, секоја чест на одредени медиумски куќи новинари се знае која шири веста. Имаат пари, плаќаат и новинари, имаат пари, портали, пуштаат у јавност, они кои ќе свикаат пресконференција, врие таму народ, излегуваат, бидејќи рекламите се во прашање. Ние што? Ние кај отиде само проблем направи. Проблем, не проблем, ние истакнуваме проблемот. Бараме тие да го решиме, бидејќи тие се тие што треба да го решат проблемот. Ние како да го решиме? И сега кога доаѓа, кажувам, работникот само кога доаѓа ден на избори ќе си го кажи своето. И еве апел нека мисла што ќе прават овој пат. Зашто веќе нема веќе шала, луѓе немаме каде. Сите ќе се исат буквално држава, ќе останат дека не подсерам никого, ќе останат неписмени луѓе и државата ни отиде. Мораме, значи сега краен период, нема веќе што да ќутиме. Нема што да ќутиме. Јас сум познат по тоа секаде јавно говорам. Мораме сериозно да ја сватиме работата. Почнувајќи од изборите и одма после избори. Како што кажа, одма дишење во врат, нема оставање. Нема сега ја го знам овој да завршам ова, нема. Заврши си ти работа, меѓутоа државата нека многу се кради овдека, треба отворено да збориме. Многу се краде, веруете. Нема крај ова. Апропо она што го пари има, рековте, па да се дека повторува. богата е државата, сива каде се економија, парите, ова, па ние све се знае што правиме, како правиме. Дојде некоја партија на власт, одма ќе отвори фирма, цвета. Ќе отиде таа партија на власт, клучот, како бе клучот? Сега слушам преска, не знам кај видов Ван Хол, како сега Ван Хол таа. И таму сега опасно некоја кај што се произведуваат автобуси. Работниците на 70% плата. Што се случува сега таму, не знам. Дали исто со избори се поврзани промена на власт? Немам информација, но добра иницијатива. Да, сега нешто слушнав, баш кога доаѓав наваму, да 70% работниците плата оставени. Што е сега од денешка се случува? Дали еве изборите, па сега не може пријателот овој што ми е министер или заменик министер или вице-премиер или премиер, очигледно гледаат дека се тресе и сега ќе рипаме, сите ќе бегаме од овдека, нема веќе ќе се воведи ред. Дај Боже, ако е за тоа нека бега, нека си одат тич. Ред нека се воведи. Само се плашам дали ќе се воведи ред. Мора да сме оптимисти, како што кажав, мора сите да помогнеме државата да тргне напред. Од жалопојки, овој ме слушал, не ме слушал, вака, ништо не правиме. Еве докај стигнавме. Се чудиме што да правиме. Надоврзувајќи се на ова Ристевски што го зборува Трендафилов, работникот изминатите години, а поправете ме ако грешам, како да е оставен, повеќе од било кога самиот на себе, зошто го велам ова, заради тоа што имам впечаток, повторно поправете ме ако грешам, дека еве например трудовиот инспекторат кој е надлежен да реагира по разни пријави на работниците за разни ситуации, како да остана глув или остануваше глув, зошто не го слушавме да се бори во полза на оние кои кај не го гледаат спас или би требало да гледаат законски спас? Каде исчезна трудовиот инспекторат овие 7 години? Ако не е вака, ве молам коригирете. Видете, за државниот трудов инспекторат морам да ве поправам. Е институцијата со која ние синдикатите имаме добра соработка денеска. Имаме таа соработка неколку години наназад. Јас како представник на ССМ ќе зборувам, ние од кога го подпишавме меморандумот за да можеме ние како Сојуз на синдикати на Македонија да бидеме пријавител во име на работниците, за работниците да останат анонимни, да не бидат злоупотребувани нивните имиња. Знаеме дека имаше такви случаи кога работниците ги губеа и платите и работните места. Сега имаме една добра соработка и Државниот трудов инспекторат по пријавите од ССМ можам да зборувам, не можам да зборувам надвор од тоа, постапува навистина брзо и ефикасно. Ние само минатата година 10.000 и повеќе од 10.000 работници се обратија до ССМ и сите 10.000 работници добија услуга бесплатна правна помош од ССМ, а преку Државниот трудов инспекторат успеавме да направиме чекор, да не одиме на судовите, да не ги изложуваме работниците на дополнителни трошоци. Државниот трудов инспекторат во моментот е со најврзаните институција, со најврзаните раци и тоа треба нешто да го размислат во наредниот период без оглед на тоа кој ќе биде влада. Зошто го зборувам тоа? Случајот со Баргала во Штип. Добро.
за која работниците покренаа постапка да затворат и да предизвикаат стечај, зошто? Заради тоа што не добиваа плати. Решенијата на Државниот инспекторат за труд, констатирани согласно законот по пријавите од ССМ, беа укинувани од управниот суд. Беа укинувани со изговор дека Државниот трудов инспекторат не смеел да носи такви решенија. На штета со други зборови на работодавачот, дека веројатно работодавачот треба да го гледа како некој, не знам, светец таму. Ја знаеме политичката структура во тој период во Штип, ги знаеме политичките влијанија во тој период во Штип од локални мокници и вие на таков начин Државниот инспекторат за труд да го минимизирате и да го направите институција која не може ниту да ве казнува, можете да ја платите. Државен инспектор за труд денеска може да дојде да ве казни и вие повторно да не ја почитувате неговата наредба, неговото решение, неговата одлука и да платите казна од 700 евра или за 7 дена 350 евра и повторно да не го почитувате законот. Тоа е единствената институција која можете да ја платите, а да не ја почитувате во Македонија. Значи, нема логика направите на сообраќаен вакво прекршок, ќе ви одземат и возачката дозвола, ќе одите и на суд, ќе платите и голема казна, меѓутоа доколку инспекторот за труд дојде и констатира неправилност по пријава од синдикатите или од работниците, работодавачот може да го плати, да му рече благодарам што дојде, може слободно да заминеш. Но се разбира дека не е доволно. Се разбира Сакате да кажете дека не се под политички притисоци и влијание инспекторите, дека буквално можеби има исклучоци, не можам да тврдам дека нема. Можеби има исклучоци за одредени прашања, меѓутоа нашето искуство денес со Државниот инспекторат за труд е дека состојбата е подобрена можеби за повеќе од 50% од тоа што било претходно. И имаме соработка и со претходната директорка и со сегашната директорка, но што недостасува? Недостасува моќта на таа институција. Таа институција е единствената институција каде што ние работниците се обраќаме без пари. И постапката е бесплатна и ни заштедува пари пред судовите за вештачења, за такси, за пресуди, за адвокати и слично. Меѓутоа, ако Државниот инспекторат за труд нема никаква моќ од гледна точка да неговите решенија не се на сила на извршни исправи, како што се на некои други инспекторати, тогаш навистина нив име проблем. Да, можат да се подобрат секогаш, можат да направат многу. Да, имало ситуации кога и Државниот инспекторат за труд подклекнал, можеби под некакви притисоци, не бил на нивото на задачата, меѓутоа тие сега се далеку намалени од тоа што било во минатото. И можам да кажам дека дури Државниот инспекторат за труд денеска е можеби една од посветлите точки за кои можеме да дискутираме. Ова не е фалба, меѓутоа реалноста е таква од искуството кое ние го имаме како Сојуз на синдикати на Македонија и треба и другите да го следат примерот на Државниот инспекторат за труд. Добро, Ристевски се сложувате? Јас слободен бил присутен на социјално-економски самит, неколку пати сум се конфронтирал со директорката или со представникот што ќе дојде. Како што кажа, сега ќе кажам само еден пример. Да. Јас кога дознам дека стварно така е, имаме на пример работници избркани од јавно претпријатие под град Скопје. Така. И сега следи постапка до управен одбор. Управниот одбор ги враќа луѓето на работа. По решение мислам дека од Државен инспекторат за труд беше директорот и градоначалничката Скопје се прават над сите закони. Се обративме до Државен инспекторат за труд, они дојде установија стварно дека е така, неправилно и му вика на директорот да ги вратиш луѓето. И тој да ги враќа. Па ја викам, па што сте вие како Државен инспекторат за труд, зашто? Да дојдете да ги плашите работниците, да ти каже некој нешто. Ние имаме искуство со нив за исти проблем, инспектори од иста организација различно одговараат. И со тоа сме се конфронтирале. Значи, тоа треба да претрпи. Имало такви случаи, да, тоа е еден од недостатоците. Тоа треба, нема образложение. Што викате вие, бусавил некој министер, некој директор, таму така пресуди, чао, пријатно не се интересира за проблемот. Дали е тоа ова што го зборува Трендафилов, недостатокот на моќта која би требало од интегритетот можеби да произлезе или законски моќта има ограничена? Значи, јас на последниот социјално-економски совет со новиот технички министер беше присутен, предложив на новиот министер целосна реорганизација на Државен инспекторат за труд. Не може ти да имаш инспектор само да оди да има ингеренции над работниците, кога треба да стани во заштита на работниците, каже јас немам ингеренции. Па зошто си ти присутен овдека? Зошто си? И затоа побаравме да направат, еве новата влада која ќе дојде му кажав да си направите реорганизација, инспектор да биде инспектор и да работи, ако не да го смените нормално. Меѓутоа да има ингеренции. Тоа не го знам стварно која е суштината на неговото постоење. Слушај, оди тамо види работник има пријавено, па да црно има работници колку сакаш. Како они сами не направат иницијатива да искочат извешта и да кажат ние бевме во таа мултинационална компанија, затекнавме тоа и тоа. Тие не ни смеат да влезат натре, да збориме реално, луѓе. Треба отворено да збориме.
И тие сами признаваат. Кога ќе отидеме кај да се расправаме, ти кажува буквално тоа е. Ако настапи малце појако инспекторот, ќе му дадат шут карта, ќе оди кај што треба. Не може, цела држава така функционира. Мала дегресија од темава, прочитав прашање од гледач, колку од вработените во така нареченото популарно во јавноста познато како Министерство на Артан Груби се членови на КСОМ? Немам ни еден член. ССМ? За жал не располагам за таква информација дали некој воопшто е член, иако во голем број министерства се членови на синдикатот на УПОС работниците, меѓутоа ќе ја проверам информацијата, можем дополнително да ви ја споделам без никаков проблем. Ја кажам, во министерство имаме, таму немаме. Јас да, немам информација. Да, немам информација точно дали. Може тоа да се дознае. Ама тоа лесно се проверува. И да не сакаш се дознае што е како. Да, ние должите информацијата како таква, бидејќи е интересна информација, прилично интегрантна и многу добра забелешка од гледачот дека ако веќе сакаме да чешламе кои работници од кои институции се најгласни, дали воопшто од сите подеднакво членуваат и се борат или пак за нив можеби нема проблеми. Ако може нешто директно да одговорам, со сигурност тврдам дека оттаму никој не се пожалил за повреда на работничките права. Среќни се со сите права кои ги имаат, со оглед на фактот дека знаеме како функционира тоа министерство и многу пати гледачите на Алфа биле сведоци на анализите и бројките. Како и да е, се ближиме кон крајот на овој прв дел посветен на работниците, на што добија, што изгубија, на економијата и животниот стандард кој најмногу ние го чувствуваме, односно обичниот човек во Македонија. Кои три први работи, Ристевски, би требало да ги направи идната влада во полза на работникот? Нели не може се веднаш да се промени, но кои се топ 3 работите кои би морало итно да бидат направени? Потхитно мора се донеси новиот закон за работни односи. Тоа е што се вика личната карта за работниците. Законот за работни односи, да се седне да се преговара, како што кажаме, минималната плата и конечно да се ослободи народот да види дека да пушти демократија, да кажам, да пушти слобода на работниците, да го слуша гласот на работникот. Онамо каде што работникот ќе изреагира, буквално да се каже и отворено, да каже кој е ставот на работниците, да излезе транспарентно. Како министер, како директор, овие луѓе фактичката состојба да се бори отворено, не во завиена форма, не со претење, не со стравови. Работникот да се ослободи, значи, порака, апел до новата влада. Ако го слуша работникот, ако го слуша граѓанинот, верувајте че влада е многу долго. Многу долго. Ако се зачаурат само преку нивните институции, преку нивни блиски синдикати, преку нивни новинари, преку нивни невладини организации, тоа е краткорочно. До година веќе има избори во државата. Локалните избори за градоначалници. Значи мора да го слуша само гласот на народот и што поотворено, што потранспарентно. И најважно, први нека стави луѓе што се од фелата кај што ќе ги стави. Нека стави доктор да води здравство, нека стави да води образование некој професор, да не ги именувам сите институции. Нека стави прави луѓе на право место и успехот е загарантиран. Оваа држава, по трет па ќе кажеме, или по четврти, има пари. Само треба да имат прави луѓе на прави места, инспектори, началници, министерства, да си ја работат, цариници. Јавна тајна е што се случува. Јавна тајна е што се случува кај одат парите на граѓаните. Оваа држава има пари. Да. Ова се пораки кои можеби повеќе наликуваат на некој кој претендира да прави држава. Ние имаме 30 години, за жал истите пораки се како што кажав, ја подолг човек. период сум сите обеќаа дека ќе прават нешто, на крај ништо не остана. Ништо. Мора ова е веќе да не кажам последен момент, бидејќи гледате нема луѓе, сега се увезуваат работници, ќе донесат други граѓани во држава. Да, бројка можеби располагате ли со некаква бројка, макар неофицијално, за тоа колку досега има странски работници кои работат на нашата територија, оти ќе се служите. Секојдневно гледаме ликови низ македонските улици кои не делуваат и не изгледаат како македонски граѓани. Налик на боја на кожи, така натаму. Според неофицијални информации од 10 до 20.000 по мене. Зашто не знаеме, они кажуваат толку се таму работат, ги гледаме низ Скопје шетат, веќе ги има низ сите градови. Ова се што ќе биде со Бехтел Јенка, Господ знае што ќе биде. Зашто да доаѓаат овдека други граѓани кај нашава држава? Кога има наши граѓани, само треба
да им се даде функција на сите што ја заслужуваат, да се знае што е работник, што е полицаец, што е професор, што е доктор, што е новинар, што е институција, што е министер, секој да си ја работи својата работа и држава ќе оди напред. Тие што не мислат добро на државата треба се го најдат заслуженото место. Сите обеќаат ова ќе правиме, она ќе правиме. Нема веќе само со зборови. Мора да се помири на дело и мора од првиот ден да се работи. Иначе ако се остави така, сега јас сум седнат дека првите 100 дена не сме никој да ме праша, после вторите 100 дена, после првите 100 дена, па трети 100 дена, ние ако си молчиме, еве јас јавно кажувам, ќе бидете сведоци, нема да молчам. Меѓутоа, колку ќе можам, се надам и колегата, мора и ние да сватиме заеднички да настапиме малце похрабро, подсврсто, не само да кукаме, не само да кукаме. А и не да се конфронтирате, еве заклучивме дека вечерва сте да, па еве и за прв пат можеби јас стално кога сум имало сојуз на синдикати Карши мене сме се конфронтирали и со право сме се конфронтирали бидејќи да не се набраќаме назад, меѓутоа господин во интерес на колегата Слободан дава надеж дека можеме да работиме заеднички во интерес, тоа ќе се обидеме на 1 мај некако да го покажеме во пракса. Избори се, меѓутоа еве ќе ги поканиме граѓаните, ние ќе го одбележиме символично ли како, ќе донесеме нека одлука. Убаво ќе биде еднаш кога тргнеме од заедно, некако до сега бада и сега претходно зборевме, вие тргнете од таму, ние од ваму, сега не сме сватови, сите доаѓаме на едно место, тргнуваме, да го одбележиме денот, да бидат работници дека има слога, да се охрабрат. Партија си е партија, ќе дојде на власт, малце се тие места, има места за раководни, ќе се седнат, ама другите, ја барем имам искуство. При да се надоврзите на поракава, само на краток одговор, бројка имате за оние работници кои словно речено се увезани? Не, за жал, официјална бројка може да се добие од Министерството за внатрешни работи, бидејќи таму мора да се пријават сите странски државјани, меѓутоа бројката на пријавени и бројката на непријавени сигурно се разликува за десетина пати. Значи овие 20.000 кои ги вели Маријан, можеби се 1000 само пријавени, а овие 19.000 другите се сите на црно и работат и се повредуваат и загинуваат и нема никакви податоци за нив и тоа е жално за наши работници работат на црно, камо ли па нити ги за Македонија. Така да кои се клучните пораки кои обединето на 1 мај ќе ги испратите во очи на последното гласање 8 мајовско би рекла, после кое се очекуваат еве промените? За да ги кажам клучните, ќе морам да се надоврзам на Маријан. Пари во државата има, само не се правилно распоредени. Ќе дадат повеќе на работниците и помалку ќе крадат. И нема да се соочуваме со никакви проблеми, ниту во поглед на нашите барања, ниту во државната каса која они ја располагаат. Најважно, а ние тоа го зборуваме токму од причините кои ги кажа и Маријан, во првите 100 дена треба да направат за работникот. После е доцна веќе. Доколку не го направат сето тоа што го бараме во првите 100 дена, после ќе биде навистина доцна и навистина ќе биде проблем да ги убедите и синдикатите и работниците дека им мислите добро. Платата мора да порасне веднаш, особено минималната плата, а растот да го следат сите останати плати. И преска нагласи ви ќе напоменам уште еднаш. Не можете во регионот да имате 450 евра, а кај вас да е 370. Луѓето за 80 евра ќе заминат од државата и ќе се соочиме со екзодус. Ако на новата влада и е планот да имаме екзодус на македонски работници во Црна Гора, Хрватска, Србија, па дури и во Албанија минималната плата е повисока од македонската, да не зборуваме па за просечната плата каде колку е, треба веднаш да направите чекори да зголемите платата, а почнуваат од минималната плата, од оние на кои најмногу им треба. На тие им треба веднаш и сите други да ги следат трендот на платите. Тоа што треба да го направат е тоа што го скратија на работниците, јас го кажувам неколку пати, конечно храната и превозот да се врати повторно како право на работниците. Правото кое го изгубивме од 2009 година, а ниту еден, ниту па во последните 7 години се обиде да го врати на било каков начин. Зошто? Заради тоа што потребниот износ за храни и пијалоци во синдикалната минимална кошничка најбрзо расте. 1500 денари само за еден месец, нешто што се нема случајно во годините од 2011 година, од кога ја пресметуваме синдикалната минимална кошничка. Треба да воведат повеќе услови за пензионирање. Тоа е нешто што сите синдикати го бараме. Треба да можат луѓето да заминат во пензија со 40 години работен стаж за мажи и 35 за жени, да се овозможи на оние луѓе кои не можат да заминат во пензија заради тоа што немаат 15 години работен стаж, на крајот на криштата заради тоа што газдите не им го уплаќале, а си ги ставиле во джеп парите, да можат да го доплатат за да имаат каква таква минимална пензија со која нешто ќе можат да закрепат на крајот на месецот. И од
од аспект на работниците треба да склучувате колективни договори. И тоа треба да го направите веднаш. Но работниците треба да знаат толку колку што ќе дојдат на следниве протести и на 1 мај, толку колку што ќе уплатат туристички аранжмани за некои од соседните земји, толку колку што ќе не видат и ќе не пребројат, толку и ќе добијат. Ние со Маријан ќе застанеме први. Можеби И ова е ние ќе го најклучната порака. изложиме нашиот врат. И Маријан во минатото и јас сме покажале дека непоколебливо ќе се бориме без оглед на тоа кој е од спротивната страна. Колку е моќен, колку има и што може да ни направи. Меѓутоа, силата на синдикатите и на КСОМ и на ССМ е во работниците. Ако работниците не дојдат да се побунат, произлегува дека ние бараме нешто за нив што не им треба. Ако на работниците не им требаат овие работи кои ги кажа Маријан, кои ги кажав ја, кои ги кажуваат другите синдикати, може да уплатат уште денеска за 100-120 евра туристички аранжмани за 3 дена во Грчка или во Албанија или во Србија и во некоја друга поблиска земја. Меѓутоа на работниците ако им се потребни 100-120 евра месечно дополнителни примања на нивните сметки, на нивните така мали мизерни плати, треба да ни се приклучат нас, треба да не слушнат тоа што го кажуваме и да бидат гласни заедно со нас. Ние оваа година, еве конкретно Сојузот на синдикатите на Македонија докажа дека од почетокот на годината веќе 7 или 8 протести организираш. Само во месец април нешто што се нема случено години наназад, работниците не критикуваа дека излегуваме само парадно на 1 мај. Не, оваа година 2 пати излегуваме во април и на крајот излегуваме на 1 мај на голем работнички протест. Оваа рака сметам дека сите синдикати ќе си имаме подадено рака и дека треба сите заедно да излеземе на протест работнички на кој ќе ги кажеме нашите барања. Нашите барања се многу едноставни. Плата, Да, другари, ништо друго не ни треба. Ако ни дадете плата, имаме се. Ако не ни дадете плата, немате ништо. Слободан Трендафилов, председател на ССМ и Маријан Ристевски, председател на КСОМ, ги кажав кусите називи на вашите синдикални организации во секој случај меѓу најрепрезентативните во државата. Ви благодарам за овој прв дел анализа во отвореното студио во Фокус на Алфа. Почитувани, правиме многу куса пауза за реклами. Се надавам дека веќе вашето внимание е загарантирано и останувате тука и по кусата пауза, бидејќи следи Љупчо Цветановски, неговите двајца гости со политичкиот дел од анализата. Добра ноќ од мене. Добре дојдовте во вториот дел на Во Фокус на Алфа телевизија, посветен на 7-годишното владење или пак деструкција на Македонија која што ја доживеавме во минатиот период. Мои гости во вториот дел, во кој што ќе се занимаваме повеќе со политичкиот дел, секако на различен план се, професор доктор Солза Грчева, председател на Глас за Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Новинарот Дарко Јаневски, добре дојде. Добре ве најдов, добро вечер. Професорке, ако може барем така да се каже накусо, еве, кога би било накусо, пошто ќе го паметиме ова 7-годишно владење на Заев и на Ковачевски. Ахмети е една константа која што постојано таму е во сенка и раководи, но еве, владењето на Заев и Ковачевски, пошто би го паметеле? Па јас се обидов во последната колумна за Нова Македонија да резимирам на некој начин. Тешко е тоа, ќе треба роман да се напише што све е направено, каков пустош од држава е оставен. Повеќе томови, да. Војна и мир, да. Меѓутоа ги систематизирав оние проблеми кои што се најжестоки. Прво е апсолутно продавање на македонските национални интереси. Тоа е нешто што ни се случи како земјотрес, како цунами. Народот воопшто не ги одобруваше тие постапки низ кои што поминавме. Завршивме како Северна Македонија и во Уставот, што беше ветерно дека нема да има промени во Уставот. Завршивме со тоа да Аснон веќе е збришан, што е фундамент на нашата држава. Завршивме со уцени кои што не смеја да бидат прифатени. Понатаму се нарушија и тоа како да речам, гранично добрите односи со Република Бугарија стана најлоши можни во историјата, поради една трапава, би рекла, и недоквакана и некадарна дипломатија која што постоеше. Зборувам во минато време, бидејќи сметам дека нивните денови се одброени, дај Боже. Ке ги запаметиме по невидени корупцијски скандали, осиромашување според тоа на народот,
каде вие во која држава имате да едно специјално обвинителство се занимава како друштво со трговија на тајни материјали, каде имате вие крадење на цитостатици од онкологија, значи тоа е еден тотален морален пат, каде имате вие палење на болница да изгори за 3 минути, каде имате ваков договор со Бехтел и ЕНК како што се случи, да имаме најскап километар пат во светот, редица други скандали, тие нема им крај апсолутно. Сведоци сме дека добивме најлош можен извештај по тоа прашање од Европската комисија. Сите индекси на Transparency International, кои што ги следи индексите светски, покажуваат дека се паѓаме и тонеме. Никакви инфраструктурни проекти практично немаме. Ние се уште го немаме довршено ни патот до Охрид, што е срам. Еве сега се возев по овој пат кој што води и кон Косово, за да дојдам кон вас. Значи, кон друга држава оди тој пат, е полн со карпеници. Од железница нема ништо, од клинички центри нема ништо. Зато имаме коцкарници и трговски центри на секој чекор. Значи, не се добројуваат работите што се направени како грев, би рекла, кон овој народ. Со ништо не заслужи да добие вакви удари. И сега кога го слушам пред емисијата кусо време Ковачевски на овој дуел со лидерот на ВМРО ДПМН, просто ми е дегутанто, знаете, да слушам од нивна страна за некаква си визија. Тие не смеат да зборуваат за визија. После 7 години власт на нивната партија, тие треба да зборуваат за резултати. За визија може да зборува некој што не бил на власт. Значи, тие немаат право на визија, туку да ги резимираме нивните резултати. А нивните резултати се повеќе од погубни. И не замајува, знаете, водеа политика само на една карта, ќе имаме ли преговори за ЕУ или немаме, па и таа карта не знаеа да ја играат. 28 јуни 2018 го добивме датумот кој што не го добивме, а велите имаат право, немаат нели, веќе немаат право ниту да бидат избрани според последните анкети. Дарко, што велиш ти, пошто би ги запаметил овие 7 години кои што поминаа, буквално уште некој ден до 27 април, оној одлучувачки момент за жал, кој што се случи, но минаа 7 години, пошто ќе ги паметиш овие 7 години владење? Корупцијските скандали ги кажа Слоза. Тука нема што многу да се додаде, освен да се набројува. Може да се реди, значи, до утре сабајле, значи, украдени се милиони. И тоа беше главна занимација на оваа власт. Они се однесуваа како оној апарат што е за коцкање, што ги има овие артан груби, кога се врти. И тоа им беше главната мисла во владењето за овие 7 години, а се надеваа дека сето тоа ќе се покрие со преспанскиот и со бугарскиот договор, кој што сами по себе се една целина, заедно со Тиранската платформа, и се спроведуваат, а се една целина и кои што значат целосно уништување на македонскиот народ. Меѓутоа, има исто така еден друг дел, а тоа се резултатите кои што ги постигна и кои што сега се мерат, сметката се испорачува, а тоа се дека во овој момент Македонија има 500.000 граѓани кои што живеат со 150 денари на ден, има 84.000 граѓани кои што живеат со 60 денари на ден, 60 денари на ден, 84.000 граѓани. 46% од населението зима минимална плата од 20.000 или е околу, не од населението, од вработените, или е околу минималната плата, што значи живеат со 20.000 денари. Тоа се, ако земете по едно 4-члено семејство, тоа повторно доаѓа негде по човек околу 150-60 денари на ден. Тие се додадете ги на оние 500.000 кои што веќе ги спомнав. 100.000 пензионери имате кои што имаат пензија од 13.000 денари.
200.000 е вкупниот број на пензионери кои што имаат пензија под 20.000 денари, значи тоа се резултатите кои што се постигнати за овие 7 години. Кога ќе соберете таа бројка на народ, испаѓа дека 80% од населението во Македонија живее во беда, како што вели екс-директорката на Заводот за статистика Благица Новковска, која што вели дека во Македонија веќе не може да се зборува за сиромаштија, туку може да се зборува само за беда. И имате еден дел од населението, оној што е врзан со буџетот, кој што зима некаква попристојна плата, попристојна во однос на 20 и 13 илјади, зборувам, не на вистина пристојна плата, и имате 3 до 4% од оние кои што се олигарси или кои што спаѓаат во тој круг, и на тој начин се постигнува таа некаква просечна плата од 40.000 денари. СДСМ го, според мене, прилично закаснето. Очигледно му стана јасно каде е проблемот и зашто народот е бесен. И затоа сега се расфрла со... Лицитира со плата од 1.100 евра. Меѓутоа, прво закаснија, второ со тоа, второ не е поентата во тоа да се вети, туку да се исполни, и трето, не достига кај нив, мораа да отворат, еве, кога веќе тече тој дуел и Ковачевски на телевизија, мораше да отвори широк антикоруптивен фронт, меѓутоа не е во можност тоа да го стори, затоа што треба против своите да се бори. Единствена нивна шанса беше тоа да го сторат, да удрат дури и по семејството Заеви, па макар и да удрат против корупцијата која што е влезена од највисоко, кој што е апсолутно метастазирана. Не дека ја немаше и претходно, меѓутоа сега е на секое поле, па макар и ја растуриле коалицијата со ДУИ да одеа на предвремени избори. Тоа не го направија, така што сега им останува само да лицитираат со бројки со илјадници евра плата која што ветуваат, при што влегуваат во контрадикторности. На една страна ветуваат плата од 1.100 евра, а на друга страна, например, Битичи вели дека не може 5.000 линеарно зголемување на пензионерите што го ветува ВМРО ДПМН, затоа што тоа ќе го растурело пензискиот фонд. Ако нема на едната страна пари, како тогаш имате на другата страна пари за 1.100 евра плата, бидејќи тоа ветување не се однесува прво како ќе го натерате приватниот сектор, ако истовремено тврдат дека не е можно во Македонија во овој момент зголемување на БДП од 5%, затоа што тоа не можело, не знам, дури ни Кина да го направи, што е повторно една небулоза. Значи, од една страна тврдите дека не може 5.000 денари за пензионерите линеарно, дека не може 5% пораст на БДП, а од друга страна велите дека е можно 1.100 евра плата со цел, знаете, народот сака да слушне такви ветувања со цел да го приврзате кон себе и да се намали таа разлика од 27 према 10% кој што е на анкетите. Последно еве што го смислија, тоа е денешното, дека ВМРО да си нарачувал анкети, па таму фалсификувале некакви ги боли, па потписи почнаи да лажат. Да, иако според мене они удрија по анкета која што вели дека е 20% према 10% за ВМРО ДПМН, што според мене е мала разлика. Разликата е најмалце 2,7 према 1 или 3 МК беше, према 1. да, скоро 3,1, 2,7,1, што е многу пореална. Така, меѓутоа тоа го премолча, во исто време отсуствуваат нивни анкети. Еве, нека покажат анкета која што е нарачена од нивна страна, од респектабилна агенција, и да ги видиме Мислиш тие дека не се бројки. нафаќа толку да излаже? Молам?
толку да излаже не се нафаќа никој, мислиш, бидејќи премногу ќе биде. Имаше такви обиди, особено пред референдумот и Па ќе пред треба на избори. Ѓорги Спасов да му дадат повторно На рейтинг. на А рейтинг. никој не им верува, бадијала е, да. И ќе направат анкета на која што никој нема да и верува. Иако дури и во таа анкета своевремено 2010 отприлика во тоа време рейтинг правеше анкети, меѓутоа дури и тогаш например му даваа 5% предност на ВМРО, надевајќи се дека таа предност ќе може да се стопи. Така што дури и рейтинг да прави сега анкета, таа не ќе може да целосно да ја сврти состојбата и да го анулира гневот кој што постои кај народот. Професорке, кога би издвоиле еден настан кој што е, да не речам, најгрдиот, најлошиот, според мене, јас мислам дека, иако велат времето лечи се, мене ми е промената на името. И ден денес, кога ќе ги слушнам како кажуваат тоа на С, мене ми врие крвта, нешто што ни го наметна и не смееше да биде така, а при тоа и го замајува, и го забаталува, го замаскира со многу работи, се занимаваме со Бугарија, при тоа заборавајќи дека Преспанскиот договор дефинитивно е капитулација и тој уште долго време ќе се занимаваме Тие се врзани договори практично. И бугарите баш како видоа што се случи со Преспанскиот, се дигнаа, нели? Преспанскиот договор го ја ограничи по хоризонтала Македонија, ја отцепи од сите малцинства од околу. Ако грците одеа на некаква ексклузивност, ова е ваше, ова е наше, бугарите уште полошо одат на инклузивност. И тие сакаат да Македонија по вертикала, временска вертикала да ограничат од кога ние постоиме, зошто постоиме, дека сме вештачка творба и така натаму. Значи, Преспанскиот договор отвори врата анкапија, во која што може секој се да побара од Македонија. И јас се стравувам, а не е тоа попусто стравување, дека ова нити е последната уцена, напротив кажано беше од Бугарија дека такви уцени ќе следуваат. Значи, воопшто ни ја намалија позицијата. Знаете, се срамам кога се среќавам колеги од бивша Југославија, од тој простор, со кој што имам разноразни соработки, они ни се смеат. Како смеевте да прифатите таков срамен договор? Значи, ни ми ме срам да изговора Северна Македонија, камоли нам уште сега на сила да не тераат, да ги менуваме сите лични документи, при тоа воопшто неподготвена држава за таква една операција. Тоа е посебна тема, каде што треба луѓе дебело да одговараат, да вие може би намерно пред избори, кои што знаете дека ги губите, да ги оставите луѓето без документи, валидни документи за гласање. И трета една работа. Како тоа ние трчаме да го исполнуваме секоја точка и запирка од тој договор погубен по нас, тотално асиметричен, значи сите обврски беа на наша страна, сосема минимален број на обврски на грчка страна, знаејќи дека грчката страна нема никаква намера да ги исполни тие. И сега замислите која е таа наша дипломатија, која што не може нити една нота да испрати до Грција, камоли да го искористи оној член во договорот, каде што заради неисполнување на втората страна и Грција, или ние сме втора страна непостоечки, треба да завршиме на Меѓународниот суд за правдата. Значи, една немок, едно вазалско однесување. Јас на тие луѓе не им верувам ни да ме пренесат преку Вардар, а камоли да ме однесат во Европска унија и подалеку. Значи, немам верба во нив, бидејќи не знаат како тоа да го направат. Или пак, уште пострашно, може би и знаат, но не сакаат, до толку не водат сметка за нашите интереси. Еве, земете, велите, одвоите едно нешто. Ја не можам едно нешто да одвојам, се е врзано во клопко. Замислете, ние со таа правична распределба, правична застапеност, односно, на врв на тоа додадовме и некаков си измислен балансер, кој што оневозможи да македонски деца се вработуваат. Ние сме дискриминирани во сопствената држава. И тоа треба јасно да си го кажеме. Нашите деца не можат да се вработат. Тоа е нешто страшно. Каков балансер?
Каде вие тоа имате да Државниот завод за статистика ви работи со врзани потписи на македонец и албанец? Па мора на сила да се намали бројот на македонци, тоа да се уштима убаво и да тој процес трае 7 месеци, за да ви ги објават на крај такви резултати и да како резултат на тоа да добиеме балансер. Ова е, реков, една отворена анкапија која што секој може да влезе и да ја ора како сака. Како сака. Тиранска платформа, двојазичност, униформи, марки и така натаму. Значи, за да се задржат, макар и еден ден повеќе на власта, видовме што им значи власта, значи конкретен грабеж. Тоа е коалицијски капацитет за кој што заверува дека вие го немате како опозиција, се што ќе побараат другите тие прават и тоа е коалицијски капацитет. И овие со само 11 пратеници дуи конкретно добиваат 8 министри во владата, добиваат вице-премиер, еве сега имаат и премиер и така натаму. Значи една тотална продаденост, не само немок, туку се на распродажба на сметка на државата, за да они можат да седат што подолго и да се богатат. Па да не заборавиме, ние имавме премиер кој што отвори на синот енергетска компанија, ние имаме Ахмети кој што мислам исто на детето отвори или на жената, веќе на жени, на деца, не знаат кому отварат енергетски компании за купи продај струја, не за производство. Каде што огромни пари се слеваат во жестока енергетска криза во која што е навлезена цела Европа. Значи, и тоа како знаат да ги користат тие моменти за да можат да се збогатат што повеќе. Зато им е тешко да ја напуштат власта, ќе мораат. И тоа ќе ја напуштат, знаете, не само што ќе ја напуштат власта, конкретно зборувам за СДС, туку ќе потоне како партија. Нема они само да ги изгубат изборите, туку јас предвидувам дека ќе завршат како грчки пасок, кој што цело време се менуваше со неа демократија и наеднаш потона како секера. Така, репер е бегањето од пета и седма позиција на изборите. И сега е моментот тие да си пропаднат, бидејќи буквално нема човек на улица кој што не прашува аман до кога ќе ги трпиме. Дарко, го заборавивме ли Преспанскиот договор? Благодарение на сето она што за жал се случува, како на филмска лента постојано се менува скандали, се што се случуваше, како што велиш и самиот, за да ги наброиме ќе ни треба 2 дена работава, а не е доволен овој 1 час. Но го заборавивме ли Преспанскиот, кој што е буквално претеча на она што се случува потоа со бугарскиот, кој што видоа бугарите што направивме се со Преспанскиот, со грците, па зошто тие да не го направат тоа, па го добивме оној француски предлог кој што е се само француски, не односно е бугарски, сите оние работи. Јас пред не оваа зима, пред минатата зима, баш во разговор со кај тебе во емисија, тврдев дека ќе дојдеме во таква економска криза, во таква сиромаштија, што народот постепено ќе го потиснува по свеста Преспанскиот договор, заедно со бугарскиот договор, и ќе бара начин како да преживее. Еве го тој момент кога дојдовме до тоа, иако тие остануваат живи, бидејќи сега е моментот кај луѓето како да преживеат, како да се прехранат од први до први, како да ја надминат гладта и мизеријата. Меѓутоа, проблемот со Преспанскиот договор и со бугарскиот договор ќе обстане. Тие во моментов се стишани и Грција и Бугарија затоа што се кај нас избори и не сакаат да ја креваат тензијата. Меѓутоа, тие прашања повторно ќе дојдат на ред. Од нас зависи дали ќе изградиме генерации кои што ќе го одржуваат тоа чувство за Македонија или ќе се помират. Јас неколку пати укажував на тоа дека историјата не е главниот проблем во двата договора е историјата, Тиранската платформа е сосем нешто друго, таа има за конечно за цел за поделба на Македонија, меѓутоа дека решението во двата договора беше елегантно бидејќи историјата не е екзактна наука во која што може да постои само вистина и често пати ја употребува
Библијата како пример, ако ја разгледувате како историски документ, бидејќи таа неспорно е и теолошки, меѓутоа е и историски документ, посебно Новиот Завет. Така, например, имате дека во две различни вистини во таа Библија, сега ни се приближува Великден, според Евангелијата на Јован, на Марко и така натаму, Исус прво и се појавува на Марија Магдалена. Според апостол Павле, Коринтијаните, првото послание на Коринтијаните, глава 15, и Исус прво му се појавува на Петар. Тие имате две вистини кои во тие историски документи паралелно екзистираат. Зошто не можеше да постојат две историски вистини за тоа? Бугарите нека си го сметаат Гоце Делчев за што сакаат и како сакаат. Грците нека го сметаат Александар Македонски за грк, ние ќе го сметавме за македонец, така натаму. Кој сака нека се повикува на антички македонци, кој сака нека се повикува на словените и така натаму. Меѓутоа, тоа не е дека јас ја открив, дека бев Кристофер Колумбо и ја открив Америка. Едноставно тоа постои во историската наука. Овде е проблемот нешто друго. Со тие два договора целта е да се уништи Македонија. Македонија да не постои. Сега се прави само еден мек преод. Значи сега сме Северна Македонија, преку пучот извршен на 27 април со инсталирањето на Талат Џафери на еден тотално нелегитимен начин, кој што Уставниот суд немаше храброст да го поништи, бидејќи седницата заврши во 18:01, а после тоа на диво е избрано гласање. Може ли тоа и па прават споредба со настаните од Американскиот конгрес? Во Американскиот конгрес демонстрантите влегуваат додека легално се одржуваше седница. Во Македонското собрание демонстрантите влегува откако Трајко Велјановски ја затвори седницата. Не постоеше седница, не постои влегува поради нелегалниот продолжеток на седницата, не постои седница на која што, значи регуларно закажана на која што е избран Талат Џафери. Тоа беше извршен пуч. Меѓутоа, целата таа идеја е мек преод. Сега сме Северна Македонија. Идејата е со тек на време да отпадне и тоа Македонија, бидејќи грците добија ексклузивно право. Меѓутоа, прашање е основна цел на новата власт ќе биде да ја крене економски државата, за да може народот да се занимава и со други работи, во крајна линија, ако сакате, и со култура, и со наука и така натаму, а не само со основна грижа да му биде како да се прехрани. Професорке, кога би направиле една компарација, помалку е невозможна, бидејќи тие се како два сврзани садови, зборувам за Заев и Ковачевски, тие се двата премиера кои што беа овие 7 години на власт, 5 години Заев, 2 години Ковачевски, настрана пак што Ковачевски е продолжеток на Заев, тој го донесе, го шеташе како стара удавача по настани и го буквално им го представуваше и на самите социјалдемократи кои што не го знаеа. Еве сега го гледаме како премиер кој што зборува за некои постулати кои што не му се познати, но кога би зборувале, кој би бил полошиот премиер? Мислевме дека до доаѓањето на Ковачевски, искрено да не се лажеме, полошо Заев не може да биде некој. Дојде Ковачевски, се запрашавме малку, чекајте, можело да има. Еве, 5 години, 2 години, но сите работи што ги направија едниот и другиот во својот мандат, има тешки глупости, да не речам, но има, буквално кажано, нема што да сега без ракавици, што би рекол Дарко во неговата емисија, или без влакна на јазикот, но кој би бил полошиот пример? Знаете, постои во физиката една појава која што се вика ентропија. Тоа значи дека секој нареден е полош. Воколку во системот не внесете додатна енергија, не го свртите системот на друга страна, реката просто потече на друга страна, работите се сронуваат, одат надолу. Што не го амнестира Заев. Најголемите проблеми и бели почнаа точно со него, со неговите лаги. Апсолутно со неговите лаги. И кога ќе чујам дека они биле доволно храбри
Па не биле доволно храбри туку и Да оние донесат кои што им Да. аплаудираа, им се чудеа на умот. А дури американската амбасадорка во еден момент рече, вика, јас се чудев што така прифати Македонија, но еве тоа е така. И факт е, ако земете дека секаде постои нашиот, односно нивниот подпис. Нас никој не ни ставил нож под грло да подпишуваме работи што не сме смееле да ги подпишеме. За мене овој дозволи огромна корупција, но корупцијата беше и на страна на Заев. Па замислете вие да имате премиер трговец со марихуана, кој што ви вели отворено на нација кој што треба да биде здрава, на млади да се бават со спорт, со наука, со култура, со образование, посадете си 2-3 стракчиња марихуана секој на балконите. Значи, тоа е едно погубно владење во континуитет. Не можам дури ни да кажам кој бил полош од кој, бидејќи целокупното владење беше тотална катастрофа. Тоа го препознаа конечно и нивните луѓе. Затоа и ги казнија на локалните избори. Затоа така поминаа, зема 3 села на локалните избори, не од опозицијата, туку од тоа што нивните ги бойкотираа. Немете да мислите дека и кај нив луѓето мижат и дека им е сеедно. Ако за Преспанскиот договор, верувам дека на 90% од нив им беше сеедно, некако инклинираат кон Грција повеќето, за Бугарскиот договор скокнаа многу и они. Многу скокнаа. Мислам, можете да најдете и дебати, и писанија, и колумни, и така натаму, каде што и они се жестат за тоа што е прифатено со тој Бугарски договор. И тука по мене не се проблем само тие уставни измени кои што цело време ги бамборат без врска, велам една немокна и една неука дипломатија, туку тие се влезница во овој погубен договор. Француски ли предлог, наречите го како сакате. Таму има 2-3 члена кои што нас не поништуваат како народ. Односно не редефинираат ко нешто друго, ни го редефинираат и антифашистичката мината, ако сакате. Имате протоколи во кои што вие треба сите безбедносни материјали да им ги предадете на бугарите, сите тетратки и историски учебници да им ги предадете. Што тоа значи? Окупација, јас тоа 100 пати сум го кажала. Само во окупација се однесуваат луѓе така. И сега од нив ке очекувам да ме однесат до Европа. Не! До Европа се оди со многу знаење, со многу ум и со многу дипломатија. Значи, достоинствено се оди. Таа Европа не ве прима ако не сте некако си партнер. Значи, треба да бидете партнер. И една друга работа, што ние се замајуваме цело време, и јас тоа го тврдам, дека во Европа ќе се влезе во оној момент кога ние ќе бидеме потребни на Европа, а не кога нам ќе ни биде потребна Европа. Факт се покажа тоа и со Босна најновото, се покажа и со Украина, со Молдавија, со Грузија, со многу. Тие преговараа, тоа е интересно за разлика од нас. Се покажа и со Бугарија, и со Грција на времето. Значи, ако имаат геополитички интерес, и со сила ќе не бутнат. Така беше и со НАТО. Ние да причекавме НАТО за уши ќе не внесеше внатре. Да не се лажеме. Дарко, што мислиш, дали е полош како премиер Заев или пак Ковачевски или пак и тука нема некоја разлика гледано од страна? Според мене никогаш Заев и не престана да биде на сцената. Зошто? Последниве носители на листи ако ги гледаш. Ковачевски е човек поставен од него, во двојка е Спасовски човек на Заев, во тројка е на Мали Ѓокица Керката, која што има заменик во Љупче Путер Николовски, повторно луѓе на Заев, кои што станаа луѓе во СДСМ во негово време. Во четворка е кој друг како не Венко Филипче со возачот на Заев. Во петка е Јован, кој што никогаш не ни сонувал дека ќе стане спикер како што стана сега, повторно човек на Заев. И во шеска е Цаци, која што ќе стане да ја види сала во шеска, повторно уште еден човек на Заев. Дали Заев воопшто се тргна од оваа партија и од ова владење? Дали овој беше чисто марионета на марионетата, може би да речеме? Па не може да се одвои кој бил полош, затоа што дното е стигнато, нема каде подоле да се оди. Значи,
Ковачевски едноставно остана на тоа дно во кое не донесе Зоран Заев. Него го интересираше да ја заврши работата. Он е октруиран. Така. Ковачевски е октруиран, меѓутоа и Заев беше октруиран на сила преку оние случувања за кои што пред малку зборував. Неговата цел беше да ја заврши работа, да ја продаде Македонија на Грција и на Бугарија и да го отвори патот за разнебитување на државата и нејзина поделба во иднина за целосно исчезнување на Македонија, останување само на северна и евентуална територијална поделба. Ќе видиме тоа каде да ќе оди, меѓутоа тоа е процес, тоа нема да се случи преку ноќ, како што некои недоветни велеа после Преспанскиот договор, еве сонцето повторно огреа, ништо страшно не се случи, последиците постојано ги чувствуваме и допрва ќе доаѓа. Така што помеѓу нив не може да се прави некаква разлика, тие се едноставно дно кое што го постигнавме и сега е идејата е како да се извлечеме од тоа дно. Што мислиш како? Освен со промена на власта на 8 мај, првиот круг, сепак првата битка е на 24 април, а потоа верификацијата не е само идејата да се промени власта, туку и потоа таа власт ќе мора од корен да ги менува работите, нема да смее ни да помисли, а не пак да прави некакви гнили компромиси. Што се однесува до СДСМ, таму е очигледна битката меѓу тоа така наречено селско крило и градското крило, кое што се обидува сега да се врати на сцена. Се надеваат дека после поразот на СДСМ нови избори ќе преземат власта, меѓутоа е прашање како и тој процес ќе оди со оглед на тоа што велеше Солза, постои опасност од пасокизација на СДСМ. Малце треба тука да бидеме, според мене, внимателни, бидејќи во Грција се појави Сириза, па беше возможно пасок да исчезне. Во овој момент во Македонија нема таква партија со таков капацитет. Социјалистичко-десничарски не верувам дека можат они да го заменат Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа многу ќе зависи од однесувањето на новата власт. Дека СДСМ ќе доживее, потоа ќе доживее. Прашање е новата власт дали се извинувам, дали ќе биде спремна да прогледа низ прсти на се што се правеше во овие 7 години, бидејќи да не заборавиме, Заев и Ковачевски ќе имаат своји меѓународни заштитници. Значи, дали ќе биде спремна да им прогледа низ прсти или ќе пресече и ќе го направи тоа што треба да го направи, и тоа поради кое што народот е бесен. Да ја крене државата економски, а во исто време да ги реши коруптивните и Дризово да го прошири случаи. Тука не смее да или тоа ќе го направи, или тогаш џабе ние промена на власт. Професорке, дали ова што го зборуваме токму е главната причина за тоа што оваа власт се наоѓа на тоа дереже според ретинзите? Да, економијата, да, корупцијата, сите знаеме, иако работиве се врзани, но недостигот на една именка која што 7 години тотално исчезна. Таа е абстрактна, нели, по своето овакво, но сепак беше тотално абстрактна, се вика одговорност. Зборуваме за модуларната болница каде што кабел испадна вина
виновен. Зборуваме за онкологија, каде што да, еден доктор, таму некои шалтерски работници, зборуваме за патните исправи на наркобосови светски, па повторно нормално шалтерски работници, зборуваме за ласкарци, таму да, највише го јадеше кој нормално возачот, па уште газдата ќе добие нешто ситно. Работата што се вика одговорност, да не зборуваме за бугарската трагедија каде што наш автобус нелиценциран, нема одговорност за тоа во Со 50 Македонија. луѓе што Повторно е изгореа. возачот, нели да. Да. Оваа работа што се повторува на секое можно поле, да не да зборуваме за Венко Филипче, корона кризата, за сите оние работи, да не зборуваме за Павле кој што шмркаше бело, даде оставка и никому ништо, Ден Дончев броеше илјадници евра, наеднаш исчезна од радарот. Да, тука се Рашковски, Димова, Зекири, срамота невидена, генерални секретари, тоа е првиот човек после премиерот, нели, кој што добиваат некои минимални казни. Дали конечно она по кое што тежне и плаче, да не речам, душата на македонецот, се вика одговорност, нешто што треба да се види и што го напомна Дарко, дека ако ја нема, па и нема нешто поента приказката на промена Ја на би се власт. надоврзала на ова што го збореше сега колегата. Значи, ако се промени власта, тоа е добро, но власта мора да ги промени политичките практики. Ако сакаме да одиме напред. Значи, не е попуста таа промена на власт, значи довербата на луѓето ќе се слее на контото на опозицијата сегашна и ќе очекува од неа други резултати поинако однесување. Ова што го велите за сите овие случаи, не би го нарекла само одговорност. Знаете, полно слушав, викаат, зошто Филипче не поднесе морална одговорност, зошто директорката не поднесе морална одговорност, вие не можете од неморални луѓе да очекувате да поднесат морална одговорност. Значи, тоа можете само од морален човек да го очекувате, кој што видел дека сгрешил, ќе се извини и ќе отстапи, ќе се тргне од таа функција. Тоа не би смело да биде оставено на случај. Затоа нам ни требаат резови, големи политички резови. А тоа значи резови во законите, промена на законите. Ние од Глас за Македонија долго време тоа го заговараме и го пишуваме дека треба, по примерот на Англија, не да чекаме ние морална одговорност и да молиме за оставки. Аман, дајте оставка, направете ова и ова. Не, по примерот на Англија, оставката да им биде врачена. Да постојат законски критериуми, општи и посебни за позицијата, кога тој, не исполнувајќи одреден број на услови, ќе си ја добие во плико, во ковет, ќе си ја добие оставката. Ете, тоа би била подредена држава, а не ние да чекаме некој таму човек без никаков морал, опериран сосема на друга фреквенција, работи, гледа само да заработи во својот мандат, да дадал пример и одговорност. Не постои нешто што се нарекува одговорност, постои нешто што се нарекува казна. Значи, казната треба да му биде врачена, не да се молиме ние вечно за оставки. Дегутантно е да бараме оставки. Замислете, еве, конкретно спомнавте болницата во Тетово што изгоре пеј автобусот, за кој што се знаеше дека пренесува супстанци за правење на синтетски дроги, затоа изгоре толку брзо. Зошто во Тетово не се направи експертиза на материјалот од кој што е направено на бракоболница? Так. Туку не замајуваат дали од решото запален или од Направени се, дефибрилатор. но побиени се, професорки, исто како и автобуската несреќа во Ласкарс е побиена од некој квази експерт, таму не се уважуваат тврдењата, експертизите на знаете што, не може да си дозволи дозволите болница да изгори за 3 минути, Со таа ова може да власт се може запали се, од да. било што. Така. Да пројдам Сите јас со знаеме кој е шкорче и да виновен. го фрлам Така. шкорчето. Меѓутоа, за 3 минути да изгори. Каде е одговорноста тука на производителот, на тој што по дебели пари ги продаде? Не постои одговорност, затоа велам, постои казна. Казна треба да постои. Дарко, ако се вратиме назад во приказката, да, факт е дека ќе има многу жешки костени оваа власт со кој што треба да се справи. Ке речеме, да, освен економијата, освен здравството, освен образованието, освен земјоделието, но еве правдата, која што не заобиколува, буквално кажано, 7 години. Зборуваме за
патриотите од 27 април зборуваме за судството кое што има 2% понекогаш и помалку проценти доверба, за 1% обвинителството, за судските совети кои што гледаме како ги местат судиите, што прават сите овие работи. Дали сепак покрај сите овие работи и ресори кои што треба да се вратат со еден тотален ремонт, правдата, односно правната држава, враќањето е првото нешто што можеби треба да се Тие направи. се врзани садови. Да, така. Едно без друго не оди дано. Знаете, имате извршна, законодавна, имате судска власт. Тие се три врзани садови. Секој има подгрупи во својата рамка, меѓутоа не можете вие да направите правна држава ако економијата ви остане на плата од 20.000 и на пензија од 13.000 и обратно. Не можете да го збогатите народот доколку не постои правна држава и доколку судството и обвинителството не ја вратат довербата, доколку не се симне од дневен ред евидентното местење на пресуди, не само од наши политичари, туку и од представници на странски држави какви што имаше, кои што се расчетуваа по кривичниот по кривичен суд. Ако се А на сеќавате, истата таа особа која што шетаа за раче буквално во СЈО, сега ја ставија на црната листа, малку. ја одигра својата улога и сега ја ставаат на Јангјушев следен дали е заев прости на црната листа. Да. Ангјушев требаше работата да се расчисти со него веднаш по случајот ова што Солза го кажа, со модуларната болница. Тука они не замајуваа со директорот на болницата во Тетово, кој што немаше друга улога. Него болницата, ја тоа звучеше модерно и уште звучи модуларна болница. Јас Тоа е брако болница, брако и во болница. текстовите и во јавните настапи ја нарекува монтажна болница. Него Контейнер, му ја најдобро донеле кажано. и му ја поставиле тука и му рекле еве ти тука ти сега справувај се со тоа. Тој случај требаше да биде разрешница за да се види улогата на Брако и на Кочо Ангјушев. Меѓутоа не се битни поединците, битен е системот. Или ќе постои систем кој што ќе функционира по автоматизам, или нема да постои. Они се обидуваат да создадат некаква перцепција дека се борат преку Драги Рашковски и преку овој Зекири. Меѓутоа, Димова, да. затоа што тоа им беа проекти. Еве, ние сега ќе одбереме двајца, ќе поведеме Од 100 постапки криминалци двајца ќе најдеме, така урнек да така. бидат. Да. Не е тоа систем. Така. Не функционира системот. Во меѓувреме тргуваат со струја, садат марихуана, даваат земјиште на сопруги по 1 евро квадрат и така натаму. Напротив, постои систем на корупција кој што си функционира безпрекорно, а овој третиот сегмент од власта, судската власт, функционира само по исклучок. Да, еве за крај, дали може да кажеме и дали е претежок збор дека 8 мај е буквално денот Д за Македонија или денот да се биде или не. Многу мина ќе речат, премногу е песимистички да се рече последна шанса, но еве накусо од 20-та бидејќи имаме уште 2-3 минути, дали ова е денот Д за Македонија? Мислам дека е. Значи, ова ќе биде референдум. Ова нема да бидат избори обични, ова ќе биде референдум и затоа апелирам на голема, огромна излезност на луѓето. И оние што се неопределени да размислат многу добро како живееле, кои им се перспективите и да помогнат да дојде до промени во Македонија. Но исто така сум за тоа да, воколку и наредната власт се покаже немокна да промени разни практики, како што е таа партизација груба на сите институции, што не би смело да се случи, практика на делување и интерференција во судството и така натаму, да не чека 4, 5, 10 години, туку да казнува. Овој наш народ треба да почне да казнува, а за тоа треба да бидат легални законски инструменти во рака.
Дарко, дали ова денот да се биде или не? Премногу може би се крстиме во на пире сме, па нели не можат ништо, не ни Ма можат ние ништо. сакаме да живееме со такви флоскулите, пире смете, Македонија вечна и така натаму. Јас еднаш кажав Македонија вечна, меѓутоа Македонија е сега 37%, што значи не е сведена на 37%, не е, што значи не е вечна. Ако од 100% сте се свеле на 37%, ако сте го изгубиле Соул како главен град на некогашна Македонија, ако денеска не само што сте го изгубиле Солун, туку не смеете ни да помислите да кажете во историјата дека тоа некогаш било македонски град, тогаш јас не сум сигурен дека е Македонија некаков посебен пире и дека Македонија е вечна. Или ќе ја биде, и тоа ќе се види сега, после на 8 мај и после 8 мај. За мене е многу битен периодот после 8 мај во тие први 6 до 9 месеци кои што ги спомнуваат, или ќе ја биде, или тоа ќе биде крај на приказната, бидејќи агонијата продолжи, прашање колку овој народ ќе може тоа да го издржи. Ви благодарам што бевте мои гости. Благодарам Беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со ова завршно издание на овој барем серијал во Фокус. Да сте не живи, здрави и секако чувајте се многу.